Ученичката Моника Тодорова заедно со наставничката по информатика Сања Тодорова и директорот на основното училиште Малина Попиванова Ивица Цимбалевиќ на прием кај градоначалникот Димитровски. Причината освоеното прво место во Републиката за најдобра училишна веб страница, кое што го доби Кочанското училиште. Имено на објавениот јавен повик за аплицирање во Министерството за образование и наука за најдобра училишна веб страница, предметниот наставник по информатика Сања Тодорова заедно со ученичката Моника Тодорова изработиле училишна веб страница и формираната комисија од страна на Министерството за образование и наука, Министерството за информатичко општество, Факултетот за информатика и Бирото за развој на образованието, училишната веб страница на основното училиште Малина Попиванова во категоријата основни училишта ја избра како најдобра во Република Македонија. Ова представува голем успех и поттик за поголем труд во иднина. Моментално учам во приватно средно училиште Сабак како стипендист. Во основното училиште Малина Попиванова изработи веб страна за надпревар организиран од Министерството. Веб страната ја изработив преку кодови во програмски јазици, односно без користење на рачен темплейт и сите кодови беа рачно напишани. По изработката на веб страната имавме презентација во Скопје, во Министерството и после презентацијата беше одлучено и нашата веб страна беше избрана како најдобра во државата. Ученичката работеше вредно, беше упорна до крај. Ја изработи во програмски јазици, секако нели тоа е малку посложена област и еве бевме изберени за најдобриот најдобрите. Ние прво секако треба да ги детектираме овие ученици, потоа нели да им помогнеме и секако Моника треба да биде пример за останатите. Наградата им беше доделена во Скопје, им ја врачи министерот за образование и наука Спиро Ристовски. И градоначалникот Димитровски им даде скромни подароци и им посака поголем успех во иднина. Победничките училишта за освоените први места беа наградени со по една интерактивна табла. Новиот повик за учеството на надпреварот е објавен на страната на Министерството, а ќе трае до 31 мај 2017 година.